Полициски службеници од Одсекот за превенција при СВР Куманово по повод 7 мај ден на полицијата, изминатиот викенд како и целата седмица реализираа повеќе активности. Во саботата беше одржан турнир во одбојка во женска конкуренција помеѓу екипи од основните училишта од општина Куманово во соработка со Општинскиот сојуз на училишни спортови Куманово во рамки на превентивната кампања од насилство во спортот и едуцирање на младите за примерно однесување на спортски надпревари. Вчера пак токму на денот на полицијата во Сдруженијето на армиско-полициски ветерани беше одигран шаховски турнир помеѓу екипи од Сдруженијето на армиско-полициски ветерани, Сдруженијето на пензионери, Шаховски клуб Куманово, СВР Куманово и представници од секторот за образование. Инаку на државно ниво денот на македонската полиција беше одбележан со централна прослава во Охрид. Македонија најбезбедна земја на Западен Балкан во друштво на 36-те најбезбедни земји во светот. Тоа се наши заеднички резултати, порача министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски во неговиот говор на централната прослава. Во однос на резултатите, Спасовски сподели статистички податоци со кои минатата 2022 година била завршена со 6% помал криминалитет во споредба со една година претходно. Позитивниот тренд, посочи тој, продолжил и годинава, па во првите 4 месеци од 2023 година вкупниот криминалитет е намален за 12,6% во однос на истиот период лани. Со задоволство можам да констатирам дека минатата година ја завршивме со 6% намалување на вкупниот криминалитет, а откривачката функција на кривични дела од организиран криминал бележи зголемување за 40%. Дури 70% е зголемувањето на откриени дела поврзани со кријумчарење на мигранти. А зголемување за над 30% имаме и во спречени обиди за илегално преминување на границата. Запленивме 2,4 тони дрога, како и 20 тони најразлични прекурсори, сузбиени се 15 криминални групи, од кои дури 12 делувале во областа на недозволената трговија со дрога. Спречени се вкупно 8 меѓународни транспорти на марихуана, кокаин и хероин. Како резултат на ова, во рок од 6 месеци спроведуваме 2 големи уништувања на дрога со вкупно уништени околу 12 тони различни видови дрога и психотропни субстанции. Според министерот Спасовски, во тек се 8 национални и 12 локални оперативни акции од областа на класичниот и сериозниот криминал, а во моментов се постапува по 244 криминалистички истражувања.